Ovo je najgolem roden od žena, veli Hristos za Sveti Jovan Preteče i Krstitelj. Kako je najgolem roden od žena, ki reče čovek? Najgolem roden od žena, to značili kako danes šo gi merat bebinja, tako je, koliko je teško i će kažat toliko se rodi toa dete, toliko kilogrami isprema ta mera. Sveti Jovan je najgolem roden od žena. Ne, brake i sestre, sigurno дека не е тоа. Туку големината на Свети Јован Претече и Крстител е во тоа како ја исполнува волјата Божја. И во суштина и на секој човек големината е во тоа. Поблиску сме до Бога ако ја исполнуваме неговата волја. Ако целосно ја исполнуваме волјата негова, тогаш сме најблизу до Бога. Свети Јован Претече и Крстител најблизу и од родените од жена, токму затоа што исполнува волјата Божја. Ке рече човек, како Пресвета Богородица не е поголема од Свети Јован Крстител. Не ја споредуваме Пресвета Богородица, затоа што таа е почесна од херовимите и пославна од серафимите. Тоа значи со никого и со ништо не се споредува. Меѓутоа, од другите луѓе, најголем роден од жена е Свети Јован Претече и Крстител. Зошто е најголем? Затоа што на денот на крштението Христово, кога Христос му вели од тебе треба да бидам крстен, тој се вчудо видува и вели како да ја ставам раката на главата на поголем од мене. Па на некој начин несмисливо. Не само за епохата во која живее Свети Јован Крстител, туку и за нашата епоха, како некој секогаш поголемиот ја става раката врз главата на помалиот. А овде Христос, кој е поголем, му бара на Свети Јован да го крсти, а тоа значи да ја стави раката над главата негова. Свети Јован јако е свесен за тоа и му вели, јас ли да ја ставам раката над главата твоја? А Христос моле, остави сега тоа. Треба да исполниме правдата Божија. Тоа значи дека друг човек, кога би бил, некој од нас да се постави, ќе му рече на директорот на фирмата, на обичен директор што е, не да е Господ. Ќе му рече, чекај, не барај од мене нешто што ќе ме направи, ќе ме унижи. Сите ќе зборуваат за тоа дека овај малиов ја стави главата, раката над главата на тој поголемиот. Меѓутоа Свети Јован Претече кажува дека знае дека не треба да го направи тоа. Меѓутоа го прави затоа што е волја Божја. Затоа што Христос му вели, остави го тоа. Тоа е што го прави голем Свети Јован Претече и Крстител. Исполнувањето, браќа и сестри, на Божјата волја сите нас не прави да бидеме близу до Бога, да бидеме големи пред Бога. Затоа што нема повозвишено за човекот од тоа да ја исполнува волјата Божја. Ако нашите прародители ја исполнуваа волјата Божја, ние немаше сега да стигнуваме после илјадници години до некои лекции, туку Господ веднаш ќе ни ги откриеше. Не требаше да одиме на училиште па да учиме квантна механика.
Ке ни откриеше Господ кога ќе бевме зрели за тоа. Меѓутоа, ние поравме сами да стигнуваме до целите на животот. Затоа не сме големи пред Бога, односно големи родени од жена. Затоа е Свети Јован Крстител и претеча пред нас. Затоа што тој директно добива од Бога она што ние го учиме со години и децени. Господ може да ни го каже тоа. И како што му го кажува на Свети Јован Претечи и Крстител. Меѓутоа, затоа е потребно и таков живот да имаме. Не живот само да јадеме дифмет и скакулци, како што јадал Свети Јован Претечи и Крстител. Туку да се научиме дека водржанието е основа за да бидеме близу до Бога. Што со други зборови, она што ни го нуди како наслада од дешниот живот, не ќе ни биде пред Бога значајно, затоа што таа наслада и таа награда сме ја добиле. Ама ќе ни биде значајно тоа што во суштина се воздржуваме од се друго заради Бога. Тоа ни го покажува Свети Јован Претечи и Крстител. Не затоа што е испозник од што има желба, не му се јади друга храна. Туку заради Бога го прави тоа. Затоа и нашиот пост, и нашето воздржување од се да биде заради Бога. На Бога не му е потребно ништо, ама со нашето воздржување ние кажуваме пред себе, пред другите, што ни е прво во животот. Се воздржуваме од храна, зашто прво ни е Господ. Се воздржуваме од други наслади во животот, зашто прво ни е Господ. Само за тоа вреди воздржувањето. Иначе, Господ не сака ништо ни ускрати. Се што е створено во овој свет е за нас. Се можеме да ползуваме. Меѓутоа, има нешто од кој сами треба да се одречиме. А пример за тоа ни е токму Свети Јован Претечи и Крстител. Велам, не затоа што не можеше да живее на друго место, ја избра пустината. Не затоа што не можеше да се храни со подруга храна, туку избра дифмет и скакулци. Ама тоа го направи да ја распознава волјата Божја. А што има позначено за човекот во овој свет од тоа да распознава волјата Божја? Да ја знае волјата Божја. Господ сака вака, чим сака така, тогаш ја моје да го исполнам тоа. Цела духовна надградба е во тоа, затоа се советуваме со духовници, го примаме послушание, за да научиме волјата Божја. На некои луѓе волјата Божја им се открива сама, како на Свети Јован Претечи и Крстител. Им се кажува што е волја, а тие низ животот, преку искушенијата за кои скоро зборуваме, им станува искуство волјата Божја. И ја знаат, и затоа што ја живеат. Се што живееме лесно го препознаваме и знаеме дека е така. А се што сме слушнале и сме го заборавиле, ништо може да не ни значи. Значи, ако сакаме духовен живот, а тоа значи да бидеме како Свети Јован Претечи и Крстител, како жена што не родила, тоа е длабочината, која ја постигнуваме со тек на време.
И Свети Јован претеча и може да имаше дарови или како ја ме харизми, за да биде најголем роден од жена. Ама ако не ги извежбаше истите, не може не да ги стекне. Се што во суштина го поменуваме низ животот, го забележуваат, ќе ви речат оние кои се занимаваат со тоа, секоја клетка прави запис или искуство на тоа како го живееме животот. И нема заборав, како што една лузна која ќе ни се јави во животот никогаш не се бриши. Таа може привремено се замачка, ама да се избрише никогаш. Така исто и со искуството кое го стекнуваме за добрите работи. И тоа не се бриши. Ама често ако го правиме, го повторуваме, значи, како добри ученици што си ја повторуваат материјата, тоа постанува наше. Тоа постанува неодделливо од нашето постоење. Сато имаме примери. Значи, не сме ние први кои го трасираме патот и сега велиме, ама може вака, може онака. Не, пред нас одеа некои. А меѓу првите кои одеше и кои ни покажа патоказ, како во шума, кога се оди, треба да бидат обележани некои дрвја, за да можеме да го знаеме патот кој до врвот, да речеме. Така пред нас одеа овие оци, меѓу кои е и Свети Јован Претече и Крстител, и тој ни го трасира патот, ни ги обележа дрвјата, каде треба да помине нашата патека. Затоа, браќа и сестри, да имаме секогаш едно пристојно знаење за нештата кои не поврзуваат сите. Искуствата се приближно исти. Помалку се разликуваме ние луѓето. Иако сме потпуно различни, за многу работи, и од духовниот, и од телесниот живот, малку се разликуваме. Затоа е добро овие патокази, кои се генерални и насочени кон нашиот живот, да ги усмеруваме кон добробит и затоа да ги почитуваме и славиме оние кои ни донеле познание на таа вистина, меѓу кои е Свети Јован Претеча и Крстител, кого денес го славиме. Да сте здрави и живи и милоста Божја да биде на вас.